Децата со посебни потреби се издигнаа над личниот хендикеп, создадоа уметност за почит. Она на кое работеа изминатите неколку недели како готов производ беше презентирано на изложба во Штип. Секоја слика изработена од нив во себе содржи бура на емоции, порака испратена за секој еден што ќе ја види дека е правена од личност која преку комбинациите на боите и сенките го кажува она што не може да го изрази со зборови. Пресреќна сум како мајка, ме направи горда мајка, што може и неговите чувства и емоции и тие да ги прекажат преку слика. Пошто народот се уште, за жал, е глув во нашата држава, но мислам дека ако има повеќе овакви манифестации, дека нашите деца ќе се доближат повеќе до народот и меѓу народот. Уметноста е начин да се изразат емоциите, но и да се сближат сите оние кои учествуваат во изработката на една слика. Ние иначе сме се заедно усе, а па за цртањето нема проблем. Идејата за изложбата се родила сосема случајно. Баравме начин како да се представиме пред пошироката јавност и повеќе да не зборуваме за лица со посебни потреби. И тој збор посебни потреби да го замениме со посебни можности и способности. Изложбата која ги воодушеви сите кои ја видоа е чекор напред кон промена на начинот на кој општеството гледа кон овие деца. Декларативно со години наназад се зборува дека лицата со хендикеп, интелектуален, односно физички, а не треба да бидат на маргините. Ние со овој настан сакавме да покажеме дека децата се создатели на вредности, се креатори на идеи. Нашата крајна цел беше нивните способности да ги промовираме пред пошироката општествена заедница. Сите слики се наменети за продажба, а собраните пари ќе се искористат за потребите на децата. А првата голема донација за нив пристигна од Роберт Димитров Роби, собственик на Телекабел, кој донираше 200.000 денари за центрите за деца со посебни потреби во Штип и Свети Николе.